Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувам подпредседателя на владата Николовски, градоначалник на градот Скопје Петре Шилегов, градоначалник на општина Карпош Стефан Богоев, председателке на Советот Љубица Јанчевска, заменик министар кои што сте денеска сите со нас. Дозволете ми и вака усно на сите граѓани со исламска вероисповед да им го честитам денеска големиот празник Курбан Бајрам и да им посакам просперитет, здравје, среќа и секако поубав живот за сите. Владата на Република Северна Македонија навистина обезбедува максимална финансиска, политичка и друга неопходна поддршка за проектите што се од најдиректен интерес за граѓаните и што ги спроведуваат општините и градот Скопје. Со определувањето на мерките од ТАВ програмата возможивме да се релаксира планскиот финансиски опфат на градот Скопје и Карпош за да може да се насочат ресурсите кон овој важен проект. За време на целиот свој мандат и во континуитет и градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на Карпош се посветени на подобро функционирање на градот и своите граѓани од своите општини за секој дел од својот дел на градот каде што живеат граѓаните да го доживуваат се помодерно, се поподобрено и со подобри услови за живење. Денеска сме тука за да го поздравиме стартот на работите на модерните сообраќајни решенија за две исклучително важни клучки во зоната Момин поток. Едното решение е кружниот тек на булеварот 8 септември со улицата Скупи и второто кај клучката на булеварот 8 септември со булеварот Никола Карев, со екстензија кон булеварот Словенија и со делница на идното автопатско решение во делот на индустриската зона Визбегово. Кога ќе бидат завршени овие две сообраќајни решенија, кои фаќаат и два моста на реката Серава и дополнителни коловозни ленти и крстосници, ќе се обезбеди лесен и со ништо непопречуван проток на преку 25.000 автомобили дневно, колку што изнесува фреквенцијата на овие булевари. Освен модерните и функционални сообраќајни решенија и изградбата на патната инфраструктура според највисоки стандарди, со овие зафати ќе се осигура поефикасно меѓуопштинско поврзување на општините Центар, Чаир, Карпош и општина Бутал. Ова е третата фаза од целосната реконструкција на булеварот Никола Карев, кој започна со делницата од надвозникот кај Битпазар и со која се реши познатата пластичарска, се до касарната Илинден. Втората делница беше пуштена во саботата и опфати делницата на булеварот Никола Карев од касарната Илинден до клучката кај Момин поток. Оваа делница во должина од 980 метри се прошири на 4 сообраќајни ленти со разделно зеленило и нови мешани пешачко-велосипедски патеки од двете страни, како и со ново лед осветлување, кое овој дел од градот го прави сега безбедно место и за велосипедистите и за пешаците. Заедно со реконструираниот булевар 8 септември, сега на овој потек на градот имаме современи велосипедски патеки во должина од 6,5 километри. Чекор по чекор, Скопје и неговите сообраќајни решенија прават навистина една нова приказна за нашиот главен град. Администрацијата на град Скопје, предводена од градоначалникот Петре Шилегов, во изминатиот период ги реконструираше најфреквентните улици низ градот и над 20 на главни клучки со модерни и функционални сообраќајни решенија. Скопје со актуелното градско раководство ги решава напластените проблеми во инфраструктурата на градот, која беше целосно запоставена за сметка на расипничкиот проект Скопје 2014 и спроведува проекти за хуманизација на просторот за живење. Завршувам со честитки за успешното и навремено реализирање на сите досегашни проекти и со желби со тоа темпо да продолжи и изградбата на овој и на сите идни проекти во градот кои во својот фокус го имаат интересот на граѓаните. Им посекувам пред се на изведувачите со лесно да се одвива работата на оваа исклучително комплексна делница, а секако и на градот памет, мудрост и трпение заедно со граѓаните да го доживееме во употреба да го пуштиме најбрзо можно оваа важна артерија на нашиот главен град. Нека е со среќа.